Ехо од Вселената. Ехо од Вселената. Ехо, 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 ехо. Почитувани слушатели, добро вечер. Од вечерва на браното на првата програма на Македонското радио се вселува емисијата Ехо на Вселената. Емисијата ќе започнува во истово ова време од 18 часот и ќе трае 1 час, што ќе рече до 19 часот секоја недела. Истата ќе биде презирана во пополноќните часови или уште подобро да речам во првите утрински часови на следниот ден. А сега збор 2 и за содржината. Насловот на емисијата сам по себе открива скоро се. Па сепак добро е да се каже дека во овој термин ќе зборуваме за актуелните настани во Вселената, за загадочното, мистичното, за предизвиците, научните дострели, за напредокот на вселенската технологија, вселенските пикантерии од типот вселенски туризам, купување земни парцели на месечината, вселенските погреби и уште многу што друго. Вечерва наша тема за разговор ќе бидат вселенските костими. Малку скриен, малку притаен, скоро незабележлив момента, но уште како значаен. Без софистицирана заштитна облека, вселенските прошетки практично би биле невозможни. Основната заштита што овие костими ја обезбедуваат, најмногу се однесува на регулацијата на притисокот, температурните разлики, радиацијата и заштитата од агресивните, непредвидливите налети на микрометеоритите. На оваа тема вечерва ќе зборуваме со Филип Парталовски, еден од членовите на Скопското астрономско друштво. Ехо од Вселената. Филипе, добро ти вечер. Добро вечер на вас, благодарам за поканата. Имаш честа да бидеш прв соговорник во нашава емисија, да влеземе во нашата тема со една ретроспекција. Ако не се лажам, првиот вселенски костим е изработен во далечната 1939 година. На почеток, значи тоа е многу рано кога ќе земеме дека првите вселенски летови се обавени дури во 50-тите години. 39-та изгледа малце далеко од тоа, меѓутоа скоро 2 декади претходно, меѓутоа уште тогаш знаеле дека има желба, односно имаат идеја да направат нискоорбитални летови, односно дека доаѓа времето кога луѓето ќе почнат да се праќаат во орбита. Со таа цел тие знаеле со какви се проблеми ќе се сретнат пред се, со тоа дека како што се приближуваме кон Вселената, како што излегуваме од атмосферата на Земјата, притисокот станува се помал, кога ги гледаме оние алпинисти кога се качуваат на планините, на Монт Еверест например, тие носат со себе маски со кислород, носат заштитни облеки кои што им овозможуваат да останат на доволно добра температура и да имаат кислород со нив. Токму и тој бил првиот предизвик на дизајнерите од тоа време да создадат костим кој што ќе биде во согласно со тие потреби, за потребите на тогашните аеронавтичари.
тие првите костими изгледале налик на лимени конзерви, како оние многу наликувале на оние скафандри кои што ги носеле нуркачите, метални, гломазни, големи, навистина тешки. Меѓутоа едноставно такви Предполагам и неудобни. Да, дефинитивно. Сигурно биле неудобни на оние кои што ги носеле. Меѓутоа тоа е оно кој што го имале. Такви материјали, со такви материјали располагале во тоа време. Со напредување на материјалите, односно на технологијата на изработка со самите материјали, се дошло до она што го имаме денес, односно денеска имаме скафандер. Неколку држави се производители на овакви вселенски костими, како Америка, Русија, за почеток, во почетоците и Франција и Италија исполнувале некои услови со оно што тие го создавале, односно нивните дизајнери, меѓутоа денеска се Америка, Русија и Кина. Филипе, прости ми што ќе те прекинам. Дали се овие вселенски костими, велиш, еве имаме производители, имаме куќи кои што исклучително го работат само тоа. Дали се овие вселенски костими достапни за љубопитници, за луѓе кои што ето така приватно сакам да одам и да си купуваме вселенски костими, да си одам на Корза, на пример, или некаде во ресторан. Се правам тип, нели? Па не, бидејќи најпрвен тие знаат да чинат многу, на пример, мислам дека американскиот вселенски костум чини мислам, ако не се лажам, некаде околу 12 милиони долари, само еден костим. Така што нависти, да, има луѓе кои што би можеле да се го дозволат тоа, меѓутоа тоа се костими кои што се изработуваат специјално по нарачка, нели, и по потребите на самите вселенски агенции. Поготово тоа што се користат технологии за нивна изработка кои што се уште можеби не толку достапни на пазарот. И самите материјали кои што се користат, како што реков, се навистина уникатни, начинот на кој што се произведуваат за да може да функционираат во таа средина, во вселината, е навистина деликатен процес. Така што не верувам дека агенциите ќе си дозволат продавање на таквите костими. Можеби нешто од second hand. Оној тип на продажба second hand. Нешто искористено. Луѓето можат да дојдат во допир со таквите скафандри, со таквите костими на разните презентации кои што ги имаат астронаутите, космонаутите низ агенциите, или како во еден вид PR организирани настани, се носат такви костими кои што луѓето ќе можат блиско да ги допрат, дури костими кои што биле во вселената, едноставно да ги допрат, да се запознаат од прва рака со составните делови на костимот. Тоа е, мислам дека најблискиот начин да се дојде во допир за обичен човек, во допир со таков костим. И само да кажам дека денеска костимите се многу сложени, бидејќи мора да исполнуваат да бидат функционални до таа мера да ги одржуваат во живот, нели, на астронаутите кои што ќе бидат во вселената. Затоа тие се создавени од многу делови. Кои типови на заштита се треба да бидат обезбедени? Па еве, на пример, луѓето живеат на најмногу во големиот дел од времето на површината на планетата, каде што имаме, зависот нели од надморската висина, може да кажеме дека отприлика има една атмосфера притисок, дишиме воздух составен од азот, кислород и 1% останати гасови, температурата е умерена во поголемиот дел од планетата и луѓето се научени едноставно се создадени за да работат да можат да работат во таква услови. И сега, костимот треба да ги исполнува тие услови. Значи, треба да создаде да креира во него тој да биде под притисок, доволно голем за астронаутот, нели, да може да биде во него. Потоа треба да има достава на кислород, односно на воздух кој што би го дишал астронаутот, потоа треба да биде заштитен од температурата, односно од размена температура со надворешната околина, потоа треба од радијација да биде заштитен од микрометеорити или пак од различни остатоци од сателити, распаднати сателити кои што се наоѓаат во орбита околу Земјата. Во орбитата, некаде па може некој да биде сите тие се повреден. Така. Се тоа се аспекти кои што мора еден скафандер, еден костим да ги исполнува за да може да биде употребен за работа во значени вселената. предуслови. Така. Ехо од вселената.
Вечерва во нашата прва емисија Ехо од Вселената. Зборуваме за вселенските костими. Наш соговорник е Филип Парталовски од Скопското астрономско друштво. Лесно ли е да се облече, Филипе, еден вселенски костим? Или подобро е да те прашам, постои ли процедура и дали пред употребата вселенските костими бидуваат тестирани? Замислете дека е најладната зима најладниот ден во зимата во некоја година а вие сепак треба да излезете надвор да го исчистите снегот, например, и колку е мачно да се облечеме, да се припремиме ние овдека на земјата за таков еден потфат, да облечеме еден куп облека на нас и сето тоа и плюс ракавиците на нашите раце, колку тоа не создава на нас проблеми при работата. Сега замислете што треба да имаат, како треба, кои услови треба да се исполнат за во вселената да можат да работат луѓето со сета таа опасност која што ги демне, вакуум, радиација, ниски високи промена на ниски високи температури, или зависи од тоа дали сме во сенката на земјата или изложени на сонце. Така што и така како има процедура да се облече целиот скафандер, тој е составен од отприлика 20 на различни делови, од кои што најпрво астронавтите облекуваат едно тесно дело кој што всушност го создава онај вештачки притисок и кој што има разни цевки за одржување на температура, цевки кои што спроведуваат течности за одржување на температурата на астронавтот, па потоа разниот дел од самото торзо, оно надворешно кое што сите го знаеме, долен, горен дел, кацигата, потоа ракавиците, комплексен, потоа чизмите, сето тоа се комплексен процес. Дури да се облече и да се излезе всушност од самото летало, самото вселенскиот брод. Вака како што кажуваш, доста раскосно делуваат овие костими. Не е исклучено набрзо да чуеме за некои вселенски шверци, например. Згодни се тие костимчиња за да се однесе нешто на некоја друга планета, да се пошегува. Се надеваме не. Да, зашто да не? Еден космонаут не може да излезе од самиот вселенски брод додека најпрво не се воспостави, додека не се провери дека неговиот костим не тече буквално од никаде, односно сите завртки се затворени, навратки, сите едноставно целиот тој систем од делови кои што го сочинуваат скафандерот е доволно добро склопен, добро херметички затворен буквално. Додека и потоа тој треба да почека астронавтот додека се изравнат притисоците во комората кај што се наоѓаат тие со внатрешната средина. Потоа тие покриваат притисокот внатре во костимот на 0,4 атмосфери или 1 атмосфера на нивото на морето. Тие најчесто работат во околина со притисок од 0,2 атмосфери. Тие го покриваат притисокот на 0,4 атмосфери за да видат дали тој од некаде цури, буквално па потоа тек излегуваат надвор од оној airlock, односно онаа комора каде што се изравнува притисокот. Значи таа процедура трае навистина долго, можеби половина час, 45 минути додека ти излезат од таа комора. Ехо од Вселената. Лично сум љубопитен, предполагам и сите оние кои не слушаат во ова наша емисија Ехо од Вселената, да дознаеме нешто повеќе. Предвидено ли е и дали е можно додека се астронаутите во скафандер да примаат храна? Или течности? Па, ние не можеме овдека на земјата да поминеме без после 4-5 часа секогаш не треба, или во меѓувреме секогаш нешто подкаснуваме. Јадеме, астронаутите се изложени на вселенски прошетки кои што траат до 6,5 до 8 часа. Аполо астронаутите додека беа на месечината беа излезени надвор од она летало, оној лендер, дури 20 на час.
Значи, доколку не би имале тие било каков додок на храна, на течности, навистина не би можеле да издржат. Затоа во самиот скафандер е внесена интегрирана и таков систем кој што им овозможува да примаат течности и храна. Течностите се нели вода, а храната доаѓа во вид на плазма, како на бебешка каша која што доаѓа во шишинцата. И таа храна е полна со протеини, навистина она што на луѓето им е најмногу потребно, протеините. Меѓутоа сепак тоа во никој случај сигурно мислам дека воопшто не им е вкус на странутите таа храна, меѓутоа мораат од некаде да добиваат нели некаква енергија или некакви калории. Така што тие го имаат интегрирано тоа во самиот скафандер. Ние вечерва во нашата студија сме сосема комотни, сосема нормално, не сме во скафандери, во тие вселенски облеки, па зошто да не. Да, како што велише самиот ние луѓето почесто бараме да примаме течности, па јас да пуштиме малку музика, да чуеме неколку музички номери, а да те поканам тебе на вселенски чај. Виолетов до душа, ама вкусина. Одговара. Ехо од вселената. Чајчето предполагам годеше, така Филипе? Да, дефинитивно. Добро е тоа, пред малку зборувавме за функционалноста на костимите, од што се треба да не заштити и што се треба да ни обезбеди за нормално да се движиме, нормално астронаутите да ги завршат нели своите задачи во вселената. Спомна дека носечки критериуми се вселенскиот костим да обезбеди нормален притисок за оние услови горе во орбитата, да заштити од температурните разлики, да ги заштити од радиацијата и да ги заштити евентуално од микрометеорити и евентуално некои делови од веќе експлодирани или оштетени било какви сателити летало. Така, да одиме со ред. Па, вака, доколку некој човек би се нашол во она вселенска околина, во вакуум, она што тој би го искусил е дека неговото тело би истрпел само на 15 на секунди, не повеќе. Тоа е животниот век на човек кој што би се нашол во таква средина, без нели костим. Она што би се приметило прво кај некој таков човек е дека неговото тело помодрува, а тоа е се поради тоа што крвниот притисок предизвикува капиларите да експлодираат нели во телото и нели разнесувањето на крвта по целото тело резултира со помодрување. Додека сме на земјата тоа не се случува бидејќи надворешниот притисок на една атмосфера или каде и да сме на било која надморска висина, притиска кон нашето тело. И токму таа е таа што не дозволува, односно, нели, така сме се адаптирале луѓето, така еволуирале да се за да можат да функционираат со надворешната околина. Она што треба да го овозможи скафандерот е да создаде од прилика таква средина каде што телото би го искусило истиот притисок, така. Сега, во суштина вселенскиот костим представува надуван балон. И тоа ако земеме овдека на површината на земјата, односно во атмосферата има 78% азот, 21% кислород и 1%, како што рекавме, останати гасови. На нас тој азот во самиот скафандер не ни треба. Тој ни создава всушност вишок на притисок, бидејќи доколку имате астронавт во скафандер кој што има истата атмосфера како на земјата, меѓутоа без тежинска состојба, тој навистина многу тешко ќе се снаоѓа при движењата. Тоа се значи за да не биде во борба самиот астронаут со скафандрот и со околината, самата околина е избавен, односно нема азот, има само кислород, чист кислород кој што всушност нели така и дишат астронаутите, така што целиот притисок во самиот костим се добива примерно од тој притисок, односно од тој кислород кој што го создава притисокот. Меѓутоа астронаутите облекуваат и додатна облека, како што кажав, еден вид на
костим кој што е припиен за нивното тело и кој што всушност буквално служи за да ги додаде оние 0,8%, како што спомнав, кислородот создава само 0,2 односно атмосфери во костимот, а оние 0,8 атмосфери се создадени од тој додатен костим, односно не знам, тој е тенок материјал кој што едноставно е впиен за телото на костимот. Ете така се регулира притисокот во самиот костим. Ехо од Вселената. Вие сте во емисијата Ехо од Вселената. Гостин, наш соговорник во студиото, Филип Парталовски од Скопското астрономско друштво. Да проговориме нешто и за температурите. Како се одржува температурата на човековиот организам во вселенскиот костим? Така. Да се вратиме на оној човек кој што нема костим, кој што е онака слободно плови низ Вселената, доколку би се нашол во орбита на Земјата во локација каде што е, односно во сенката на Земјата, неговото тело не би знаело што попрво да направи, дали да замрзне или да помодри, бидејќи во рок од 15 секунди навистина нема што многу да се случи. Дури на најслабата радиација која што му смета на човекот, на УВ зрачење, односно озонот кој што се наоѓа околу воземината атмосфера го заштитува човекот, нели таму кога немаме тоа, дури и она УВ зрачење кое што нели е најмало во тие најнеенергетско од тие зрачења, од кои што се плашиме, е опасно за човекот, односно тој веднаш ќе се здобија со изгореници, а да не збориме со X и гама зраците кои што едноставно веднаш ќе го материализира. Така. Температурата во таквите услови се движи од минус 100 до плюс 120 степени. 120 степени. Значи 220 степени температурна разлика од сенка во изложеност на некое тело што зрачи, например сонцето. За да се постигне температурна стабилност во самиот скафандер, како што спомнав, тоа е астронавтот всушност лепди во оној надоен балон од воздух, од кислород. Нема голема разлика помеѓу него и самиот скафандер, меѓутоа таа разлика, тој джеп од воздух создава, односно овозможува да нема размена на температурата, бидејќи тој нема многу допир со надворешниот свет. Така. Сега интересно е уствари една добра работа која што виделе е дека костимот треба да биде рефлективен. Затоа и костимите се бела боја. Така ја рефлектираат сончевата светлина, односно температурата. Што се однесува до внатрешноста на скафандрот, дури и доколку излеземе во наладниот ден од зимата многу облечени, ние сепак ќе се испотиме од сетата работа што би извршиле. Тоа температурата на астронавтот се регулира со помош на цевки кои што имаат водено ладење во самиот костими кои што се всушност споени со оној тенок материјал, оној тенок костим кој што се припива за нив. Што е извор на енергија? Тие самите, значи тие самите луѓето ние оддаваме енергија, нели? Тие самите се оние кои што оддаваат. Да, точно, нели, од работата која што извршуваат сето на потење, создавање на топлината, едноставно не е воопшто лесно да се работи во таа околина. Тие имаат многу, тие вежбаат многу, односно имаат 10 часа вежба на за секој еден час вселенска прошетка во Вселената. Значи тие вселенски прошетки кои што кажат знаат и 6,5 часа да траат. Значи тие оддаваат многу топлина, едноставно се загреваат при нивната работа. Потребно е да се оладат. Тие астронавти, токму тоа водено ладење служи за кој тие астронавтите се буквално испреплетени со цевки кои што овозможуваат ладење на телата на астронавтите. Од она што го рековме како 5 носечки критериуми, ни преостана само да проговориме нешто и за аспектот за микрометеорити, заштита од микрометеорити.
Микрометеоритите се всушност она меѓупланетарна прашина која што го исполнува целиот сончев систем. Тоа се честички од прав кои што се движат со навистина големи брзини и кои што иако се многу мали, тој се микро, значи се имаат микрометарски димензии, тие сепак представуваат голема опасност за астронаутите. Доколку повторно би се вратил на оној човек кој што слободно плови плута низ вселената, тој буквално би бил изрешен од таквите микрометеорити. И сега костимот во овој случај што се однесува до микрометеоритите нуди 100% заштита. Зашто? Бидејќи во самите слоеви, еден од слоевите кои што го создаваат на дворешната школка на скафандрот, всушност представува кевлар. Кевларот нели се употребува за создавање на панцири за полицијата и сите оние кои што имаат панцири. Така што кевларот е многу добра заштита од микрометеорити, бидејќи се тие всушност нема голема разлика помеѓу ефектот кој што би настанал од микрометеорити и од куршум. Куршумите можеби не се движат толку брзо, меѓутоа се поголеми од микрометеоритите. Овие се па нема воздух во вселената, па ништо не ги кочи. Так. И како што се нивната брзина е едноставно многу голема. Филип, ако ми дозволиш од љубопитноста да придодадам на овие 5 основни, значи што ги рековме нивоа на заштита што ги пружа вселенскиот костим, уште еден. Да кажи ми како се обезбедува и како функционираат системите за аудио и видео комуникација меѓу вселенците, односно меѓу летачите. Вселенскиот костим е буквално еден систем кој што во суштина може да го наречеме и најмалото вселенско летало. Тоа ги има отприлика сите оние нужни делови за еден космонаут да преживее барем 6,5 до 7 часа нели во вселената, дури доколку би се откачил од вселенското летало. Се надеваме дека не би дошло никош до такво нешто, меѓутоа ете, вселенскиот костим покрај тоа што го држува астронаутот во живот, тој има и еден куп електроника внесена во таа во неговиот костим. Всушност таа електроника, сите тие е таа што ги одржува сите тие системи во работа. Дотокот на кислород, дотокот на храна, на вода, одржувањето на притисокот во самиот костим, па и одделот, односно делот за комуникација со разните со најпрви со бродот, а преку бродот и со земјата. Дефинитивно, тие имаат, сите костуми имаат камера на себе и астронаутите се опремени и со разни микрофони и светилки со кои што би можеле било како да сигнализира дури ако се надат. Добро, Филипе, еве да ти заблагодарам ова. Предполагам дека оваа тема за вселенските костими нели го привлечеме на нашите слушатели. Ние и во иднина ќе носиме во нашиот термин ексклузивни слични теми за кои што многу малку се говори. Моја предпоставка е зошто да не, можеби еве слушајќи токмова наше издание на Ехо од вселената, некои модни дизајнери можеби ќе бидат инспирирани да направат, значи не оригинален и функционален вселенски костим, но нешто слично од лесен обичен материјал. На некој начин има луѓе кои што се влюбеници во вселената и ќе имаат сами за себе впечаток, а тој впечаток можеби ќе го подели заедно со Олив и нивната околина, дека се некаде меѓу звездите. Тоа е пријатно чувство во секој случај. Благодарам за поканата во емисија, се надевам ќе се гледаме понатаму.